Добре дојдовте во Ако, нашето мало парче љубов. Колку е поразличен од тоа што беше? Колку сме ние поразлични од тоа што бевме? И цело време се менуваме. И цело време се менува. Чекавме све да завршиме за конечно да дојде до ова видео, да дојде до овој еден сумиран можда ревју на све што сме направиле, све што сме реновирале и цело време остануваше чекај да уште ова да го доправиме, чекај да уште ова да го доправиме. Свеќаме дека за секојаш ќе има нешто да доправаме и додека ги доправаме тие работи почнуваат други да се расипуваат, па треба да се поправаат. И само сватив дека никад нема се да се заврши, дека е цело време процес. Као се што е живо, цело време поминува низ одредени процеси. И сега може да ја кажеш као Иван, куќе е, као не е живо, буквално е мртва природа, ама повторно е природа. И се додека е нешто природа, ќе се менува. Нешто се менува побавно, нешто се менува побрзо, се у свое темпо, али дефинитивно неминовно све се менува цело време. Еден момент не е ист со наредниот момент. Така што овој момент е најдобар за конечно да ја примиме оваа светлина, денска светлина која што ни доаѓа и за која што сме многу благодарни што во собава ја добиваме. Доста сати утекот на денот. Најсветла соба е. Најсветла соба е. Не ми си иду у студио, не ми се работи преку ден. Ај, дефинитивно е жив, најжив што некогаш бил домов моментално, пошто никогаш порано не сме имале толку растенија наоколу. Ко зелена градина ми е, буквално ко оаза си го чувствувам. Посебно и пошто боиве што ги одбравме беа такви. Јако ми е што живеам во шаренила, пошто сум ги чувствувала во душата, ама успеавме да најдам начин да ги пренесам и да ги гледам, да се исполнувам со боите и со шаренилата и со различноста. Со живоста. Дава живот, бојата. Да. Знаеш, што ја создава бојата? Што е главната компонента на бојата е светлината. Гледаме кога е светло, кога е темница, не гледаме. И затоа ми е многу мило што е толку осветлена собава и заради тоа има толку боја. И кога не е светло, затоа насекаде имаме стајано, окей, не е насекаде, ама quite насекаде. До кај што можевме, светла боја. до кај што стигнавме. Па здравје, ќе додаваме. Колку години уствари живееме така? 5 цели, 6 тече. Пред 5 години кога за прв пат го реновиравме станов, што беше урнатина, не знам, беше едноставно старо, само престаро. Креирање на зградава беше. Првиот пат само се вселивме и не знаевме што точно правиме и што да правиме. Немавме никаква посебна идеја. Имавме некаква идеја, не е дека немавме, тогаш повеќе сакавме по минималистички стил некој, ама mostly не знаевме точно што сакаме, пошто бевме деца, имавме различен лајфстайл, би рекол. Не, имавме премногу различен лајфстайл, ама некако не сакавме премногу да се вложиме во да го изградиме некако. Да, еден, пошто немавме некоја конкретна замисла, ама реално не е дека не можевме да имаме. Само толку одлучивме да направиме колку да се заврши, као големи ствари правевме, разбираш, прозори, врати реновиравме као да, сега имавме помалце. Сега имавме по-фокусирани, таргетирани реони на домот да реновираме. Тогаш беше и мораше се да се направи. Све, да. А и бевме деца и неуки, така што ми е доста мило што на тој начин отидовме као што не се вложивме, сега да, ние дадовме се од себе колку што можевме тогаш, ама што не се предадовме толку пари и што пак поедноставно го направивме затоа што после неколку години конечно ни дојде одредена конкретна желба за како да го направиме кога ќе си дозволиме да вложиме. Кога ќе осетиме дека е време за промена, да. И исто така тогаш, освен што бевме деца и мали, за голем дел од стварите што ги сакавме, ги слушавме, нели, постарите и се консултиравме со постарите, пошто каде ни искуство во реновирање на 25 години. За голем дел од работите ни беше кажано, па ова не може така, ова не може така, ова не може така, само по дефолтот, по стандардот како се правеле некои работи, а не е дека не може. Што беше голема лага. Мислам дека за све беше голема лага. Па не сме прашале повеќе извори или не сме барале луѓе кои што може да ни
ни кажат дали е изводливо или не, или односно што би можеле да го изведат нештото. Така што само компромис беше. И многу ми е мило што во текот на овие 5-6 години научивме како вистински да му пружаме љубов на домот, затоа што стварно не знаевме и стварно се сеќам дека некако го искористувавме само. Го злоупотребувавме, не го чистевме, апсолутно, пошто не сме љубители на чистење дом, затоа сега имаме Емине, што да, доаѓа чисти, вистина, ама не е единствениот човек што чисти. Повторно гледаме колку што можеме да ни е средено. Сега, например, имам ствари тука кои што ми текнува дека порано, пошто и тогаш снимавме видеа, и сега снимаме видеа, таа константа е иста, само што ние се имаме сменето во однос на тоа како... Нашиот пристап кон тоа е сменет. Exactly. И памтам како тогаш, пример, ќе видам нешто тука, и ќе земе ќе го раскренам и само ќе оставам на друго место, она привремено да стои таму и у видеото само да не се гледа, као Еве, чисти сме. Кога лажеш, друже. И буквално така живееме, само со преместување, онако со лиштата, стај ги, од кревет на столица, од столица на кревет, секој ден. И тоа е endless ротација. Особено пред да купиме гарнитура тука. Да. Од стариот Каучот, кауч само беше, го преместувавме. него го преместувавме, светла, кути, маса немавме, масиче немавме, имавме трапезариска маса, сега немаме трапезариска Само на маса. секаде, само цело време Само беше... преместувавме се на секаде. Тогаш ми се свигаше за тоа што па секој ден ни беше нешто различно, ама вистината е тоа што не сакавме да признаеме дека живееме во мизерија. Не мизерија во домот толку колку внатрешна мизерија, затоа што бегавме, буквално бегавме од стварите. Сега не ми е проблем нешто да оставам тука, ако стварно како тетрадки веќе ги користам daily, тастатура ја користам daily. It's fine да оставам нешто некаде, ако го користам, као живеам тука, нормално е да има садови некојаш во умивалник, нормално е нешто да биде некаде оставено. Да, и прашина не избришана некад, као во ред, се гушиме у прашина секој ден. Буквално е, Мики сега ни кажува, ајде, давај прашината. А се гушите? Што се гушите? Ја не ви ли ви чистам добро? Така што грижата не е секојаш, знаеш, познавам доста луѓе што се обседнати со чистотата на домот и нема врска, мислам, тоа е лајфстајлот, као и totally get it. И може да биде здрава работа се додека не си обседнат само со тоа и не дозволуваш ништо друго да ти влезе во светот додека тоа не е совршено направено. Нема никогаш да биде совршено. Совршено е да се препуштиш и само да живееш како што ти одговара, се додека тоа ти отвара простор за сите можни работи да можеш да им обрнеш, да можеш да му обрнеш внимание на тој момент во кој што си. Затоа што и јас си викав да, што ако ми е растурено, све знам кај ми е. Или не ми смета. Не ми смета, тоа ти беше главното оправдување. Ако тебе ти смета, ти среди го. Вистина знаев најголем дел од стварите каде ми се, ама апсолутно беше несредено. И кога ќе видев наоколу јас дека е несредено, едноставно секоја мала ситничка што беше некаде оставена ми одвлекуваше минимален дел од вниманието. И толку на многу места минимални делови од вниманието, јас бев scattered на секаде. Затоа што ќе оставам нешто што сум требал да направам, една работа ќе ме потсети на една, на друга, на трета, како ќе отиде во еден чейн, ќе видам друга работа, ќе ме потсети на друга, ќе отиде во друг чейн и буквално бев само на секаде. И не знам, можеби тогаш ми било по-окей затоа што реално било пред 4-5 години каде што сум бил помлад сега. Не знам дали треба воопшто годините да ги земам предвид. 3,5 може да било. Али може да било да и пред 3,5, точно. Точно. Ама ете, тогаш сум можел да го издржам тоа. И секогаш ќе можам. И сега сигурен сум дека нешто друго издржувам за кое што не ми дошло преку кур. Кога ќе дојде моментот кога ќе кажам доста е, ама некогаш само идеш до некои крајности кога ќе кажеш доста е. Тоа од кое што бегавме ја и ти во тие години беше одговорност. Беше кога да не сакавме да бидеме одговорни за домов и затоа го злоупотребувавме и го користевме само. Не му посветувавме доволно внимание, нега и грижа. Туку ни беше sejedno, пошто памтиш, гарант памтиш, ама пред да се вселиме првиот пат, значи првото реновирање кога го имавме пред тие 5,5 години, јас го молев Иван и му барав да ми вет, пошто ја видов како ја третира неговата соба, неговата детска соба. Учај? Да.
И јас стварно не сакав тоа да се префрли и тука. Ја му барав да ми вети дека ќе се грижи за домот. Значи, барав, напињав дури за да ми вети и да, го доби ветувањето, пошто напињав да вети, а не да он не си дозволи да го осети, а јас од страв паника форсирав да добијам ја ветување на збор кое што не знам, ти мораш да го исполниш и ја ќе имам некој левридж кон тебе за што да искористам против тебе ако не го правиш тоа. И технички ти не го исполни ветувањето, а јас не се грижев исто така, пошто јас го користев како оправдување твоето неисполнување на ветувањето и двајцата само не се грижевме претерано, као не знам, ке средиме еднаш на 7 месеци, мислам глобално средување на сите најголеми расфрлани работи. Ама тешко се убедувавме, пошто се друго ни беше побитно од домот, кога никад време не наоѓавме. И не си ја дававме забавата меѓусебно, као тоа е тоа детско понашање што сме го имале, као нормално е кога ќе ни бидат побитни и поинтересни други ствари. Која е разликата помеѓу дете, адолесцент и возрасен? Дете гледа само на задоволството, без да размислува на последиците. Адолесцент гледа на задоволството, но пак ги зима у предвид и последиците кои што можеле да му дојдат, ама пак крајна цел му е задоволството. Да, ама пошто ги гледа последиците, некад ќе се укочи да не прави некои ствари, ќе се устручава да не ги направи, пошто ги знае последиците, пошто нема да сака да средува отпосле. А возрасен само ги прави стварите затоа што смета дека се правилни да ги направи. Така што, ето, били и тоа чептери у нашиот живот кои што реално секој човек мора да ги помине и јас сметам дека релативно здраво сум ги поминал у окей години, као скроз сум задоволен како ми се одвивало сето тоа, затоа што јас го обожавам адолесцентниот Иван. Ја никад не го пцујам, никад не го ругам. Ја го обожавам се уште и јас би сакал да ми биде другар адолесцентниот Иван. Апсолутно. Пошто беше исто така многу паметен, многу мудар, многу енергичен. Не му ги припишувам само лошите особини од кои што јас сум сакал да се откачам и да терам дале, као обожавам. Меѓутоа, сега ми е интересно да бидам возрасен. Јас сум само срекна, пошто јас ова го барав од тебе одамна. И сега го добив, јеј. Честито. Не дека па ти си била возрасна од секојаш. Ти си била дете, а си сакала возрасен покрај тебе да имаш. Као не функционира и така. Барем за нас не функционира, затоа што ја и ти од секојаш заедно сме растеле. Сме се влечеле, потурнувале еден со друг. Јас конкретно за ваквите домашни возрасни работи, јас само не сакав да ги правам сама. Јас сакав да ги правам со тебе, пошто радоста кога јас се вселував со тебе ми беше преголема, тоа ми беше мене dream come true. Ти само не се вложи толку во тоа и мене ми се скрши све. И после мене ми беше полесно да оставам све и да не се замарам, ме разбираш, пошто мислам дека ова е доста честа ситуација, да го наречам можеби е проблем меѓу парови, као едниот да сака да е среден, другиот да е несреден и одма имаш извор на конфликти, имаш извор на расправи, на несогласувања, префрлања еден на друг, као ти ова не го направи, ја ова не го направи, ти сум седела со другарки што не знаеле како да се справат со тоа, као што да направам, од такт ме вади, ја му кажувам, не, ја ќе исчистам он валка, што стварно не е фер. И моето решение на тоа беше добро, ако ти не чистиш, ја нема да чистам. Плано вчера седов со пар кој што жената цело време се жали дека мажот, он знае да си седи на телефон, а она знае да задреме у тоа време инстед, и после она станува и готви ручеци за утре, нели, пошто со деца, како ќе ги заспие децата, она готви ручеци, она пере садови, она сите работи ги завршува, а он додека се е на телефон, после тоа разликата било тоа што не станува и не ги прави тие работи. И јас им викам, па добро, окей, ти некојаш дозволи си да си доспиеш, ти некојаш дозволи си да седиш на телефон, некојаш ти ќе станеш ќе сготвиш ручек за утре, некојаш ти ќе сготвиш. И типов ми вика, па ја не знам да готвам. Па викам, јас не знам, викам, научив. Викам, си знаел да коваш, не си знаел, си научил. Значи, се учи, сакам да кажам. И тоа се, мислам, буквално во неколку наврати кога го чув со некои такви глупи оправдувања, бев као, фак, ја бев ваков. Ама само знам, значи типот е доста постар од мене, ама
не ги земам годините у предвид, затоа што познавам и помлади од мене кои што многу порано се свестиле за работи кои што јас подоцна сум се свестил, така што не се годините не играат тука толку улога, затоа што од различно место доаѓаш, различни услови на растење секој имал. Да. Различно си бил воспитуван. Да, различна околина, whatever. Само што тоа што на вистина води напред е љубовта. Секате љубовта. Да, и пак е преку комуникација и компромис, како јас нели стигнав до еден степен кај што ти кажав дека мене ми е веќе премногу товар да се подпираш само на мене за готвење во дома. Да. Пошто се осеќав дека само колку и да ми е убаво да готвам и убаво да мијам садови, мене ми дојде само претерано. Да. Као претерано ни грам интерес немаше од тебе и само затоа ти кажав не можам повеќе вака, као или нема да добиваш. А знаеш глупо е, ја ќе си направам за себе, за тебе нема да направам. Така шо, како го вложувам времето. Току до толку дојде до некои екстреми, крајава не е ни глупо. Знам. Јеби га. Ама не ќе од лутина кон тебе да го правам, разбираш? Не е лутина. Туку е Почитување на себе, да, почитување на себе. Точно. На потреба и тоа некој месец друга. Зборевме. Да. Пошто Ама па од друга страна пак немаше желба. Пак си дојде само. Не беше кога ти највеќе ме притискаш јас да почнам да готвам или да мијам садови, туку беше кога јас стварно од душа посакав тоа да го правам и кога стварно ми стана мерак. Да, ама како ти стана мерак да се насочиш на тоа? Ај. По тоа што гледаше дека јас сум веќе незадоволна. И јас сепак ти го спомнував, ја не пребарував, ами ти кажував многу јасно, читко, гласно, те известував во повеќе наврати дека мене тоа ми е станато товар, пошто не си наоѓа време, пошто сама да смислувам, сама да од тебе помошта беше ако ти давам список, ти додиш да испазариш и тоа го сакаше онака роботски и рутински. Да, вели само ако конкретно ми прецизно е ова 200 да грама, ова 300 или некое ситно чиракување. Да, као чирак ти бев. А сега соготвач си. Шеф. Да. И фуд девелопер. Буквално го добивам животот што го посакува. Го живеам. Многу ми го. Фала ти. Секате тоа решението кога ќе приметиш големо незадоволство у партнерот, само пробуваш да смениш одредени работи за кои што си свесен, поотсвесно можеби, не ти е толку дојдено upfront кои се тие работи, меѓутоа подсвесно многу добро знаеш кои се тие лоши навики што ги имаш и кои би требало да се сменат. Кај тебе, значи независно од партнерот. Еве замисли си некад ова стана Love Makes Sense подкаст. Да, знам малце. Океј, јеби га. Тоа е љубовни сме на секаде секогаш, јеби га. Замисли си некогаш само дека го немаш партнерот, дека си сам. Што би направил во тој случај? Како би живел во тој случај? Дали ќе еве конкретно за готвење, дали ќе почнеш тогаш да си готвиш или ќе резортнеш кон само junk food или само општо купена готова храна? Дали ќе исчистиш или само ќе живееш упрљаво или било кои да се другите ствари, као дали ќе ги средуваш стварите затоа што ако не е тука партнерот да ти ги среди, што ќе правиш ти? Дали ако имаш деца и си самохран родител, ќе ги оставиш децата да умрат, нема да им посветиш ни внимание, ни време, ни да им даеш јадење, да им направиш, као не е битно дали си маж, дали си жена, као сам си. Ако си само срањето, што ќе правиш? Што ќе си даеш на себе во твојот живот, како ти најдобро ќе си го изградиш? Така што многу често знаеме да го земеме партнерот for granted, здраво за готово и да го искористуваме. И како партнерот, така и домот. Да се вратиме на домот, мора некако. Тоа со совршеното што го спомна преска, мислам дека никад нема да биде совршено и така може да осетиш совршенство. Не знам, прост пример ми ова колку пати кажавме дека сакаме, неаме декорации доволно, па и нешто да освежиме, па да направиме и откако почнавме да го поднаполниме со нови работи, а не со работите претходно што ни беа кои што сега не резонираат со нас. 15 пати ги имаме преместено и секој пат ми е пак убаво, пошто не сакам па да ми е фиксно, сега ти стоиш тука и ти нема да се поместиш 60 години. Да. Како тоа Верче не е тука, вчера беше. Да, Верче се суши сега малце. Премногу вода им дојде, се удави. Ама да, ништо нема никад да биде фиксно, као се за ствари што каже и дневно ги користиш, нема едно фиксно, сега само вака ми е чисто и убаво.
кога ги користиш тековно, пошто знаеш да ги средуваш сега и јас ја стекнавме навиката као тоа пробував одамна ти ја кажам као да си имаат работите свое место. Така. Ти го користиш нека стои одреден период, ама знаеш да го прибереш после, знаеш кај да го прибереш. Да. Зато имаме шпајз. Таму идеме се. Не. Плюс Страдивариус ни е сега голем. Знаеш што е дом? Што е дом? Многу Чувство. работи. Многу работи е дом, али тоа што конкретно сега Точно. да го кажам. Место кај што се осеќаш дека можеш све да правиш, да бидеш стварно свој, да си го даеш времето и грижата сам на себе, секојаш колку што ти е потребно и на начин на кој што ти е потребно. И затоа стварно си го третирам домов како темпл, си го правам да ми биде и убав, и полн со душа, и useful во исто време. Доаѓаме до музичката секција во домот. Па натре или поише таму е Ствари, на секаде. И тука позади тебе е така. Многу е музикален ако. Овие му се најновите додатоци што не беа планирани. Инструменти. Инструментите. Но барем знам дека нема копирајт. Замисли најде. Тоа кога си свириш сам своја авторска музика, нема кој копирајт да ти пукнат. Take notes. Многу се радувам на ова. Ова е уште еден дел од нашата шареноликост. Ова, горе на Шанков, беше специјално вака направено за да ставаме магнети. Тоа беше главната причина, вајда што викнавме бравар, не, вајда пак ја мора шипкиве да се ставаат, ама беше многу на specified Простор за моите магнети да има. request за да магнетите, затоа што веќе не ги собираше на фрижидер, дерфор фрижидерот моментално ни е празен и нема магнети, ама Има неколку. да бе тоа. Еден дупликат. Пиранот што остана. Али си ги поделивме на сегменти. Чекај. Мислеше дека ќе има нешто дојди натаму. Од светлата. Ајде ја ќе те качам. Чекај. Оди. Спремен? Среќен пат. Поздрави таму горе. Не знам звучниците дали ќе идат догоре. Или сме пробале? Вчера Георги пробуваш. Да, тоа е уште една работа. Звучниците се моментално на сервис, така што ете уште една од тие работи кои што кои што ги неаме моментално за нели целосната постава. во оригиналната постава, ама тоа е како што кажа преска само сфатив дека никад нема да ги имаме, може да идам дале. Не бе, убав си. Океј, кул. Шо бараш? Топ си. Ја имам шанкче. Али лакали сега ти имаме нешто резерва пошто не сме фрлиле све и не сме ставиле се за продавање на бувљак. Точно. Така што еве се наоѓаат и вакви стари ствари. Точно. Али магнетиве По сегменти, yes. у друга боја да ги ставам сакам? Ај. Ги залепивме сите по сегменти, така што тој првиот сегмент таму ни е да, покажувај. Пошто јас моментално ништо не можам од тука. Освен се. Првиот сегмент е такви домашни, македонски и пролом бања И Нови Сад. да, нешто така, тука Локално. регионално, да. Регионално, локално. Овој сегмент. Да, овој цел сегмент е места каде што сме биле, таму е Америка, таму горе е Малта, Занзибар, Холандија, Шпанија. И јас сама Грчка. Тука ги стави. Аха, така. Овој сегмент не е само места кај што ние сме биле, значи овој сегмент е наши Големи патувања. значајни Значајни големи патувања. Затоа има Холандија, пошто 3 пати сме биле Холандија, Америка, пошто 4 месеци бевме Америка, Занзибар пошто беше едно од најуникатните патувања на кои што сме биле, Шпанија исто бевме месец Шпанија и Малта бевме 10 дена, ама и купивме 10 магнети, па мораше еден neighborhood да се направи. Овој втор поголем сегмент Се од луѓе што не ги носеле претежно, така? Да, претежно луѓе што не ги носеле. и наши и луѓе што ни ги носеле. Наши, ама не толку значајни. Не заеднички значајни, пошто као реално Буквално Лјубљана Грција е незаедничко. Тоа сама беше. Е, па да, ова веќе беше пуна, тука имаше простор. Да, реално и ја некни го видов од таму некако малце празничко ми делува ово и мислам дека треба да имаме некое ново значајно патување за да малце Што слушам од тебе? значајно патување.
Значи сите работи кои што ги посакував да ги прави мојот маж и да ги посакува и да се интересира за, да не сум само јас таа што ги организира патувањата, дава предлози каде да одиме и слично. Готви? Готви беше едно од тие, да. Време е да напишеш книга. Како да го натерате вашиот маж? Како да... Да ги сака работите што вие ги сакате. Како да живеете... Сега смислам насловот. Како да живеете со партнерот кој што го сакате, а при тоа да не го промените, Мора да го да го промените, да не го промените за друг. смените е тоа. Смените да не И овој сегмент ова се вакви. Па и тоа се такви. Аха, од Виена до Косово. Косово нема магнетом, од Црна Гора. Тука тој предел И како ова е другото по-локално. Централна Европа. Да. Балкан, Бугарија, Централна Европа, да. Бугарија како Централна Европа. Не туку, пак регионално. Кај што кога ќе отидеш, ќе те разберат. Да, Значи, Виена имаш ќе те разберат. Монтенегро, Банско, Виена, сите се срби. Добро. И босанци, Црна сето Гора. тоа е срби, сето тоа спаѓа во Срби, кралство СХС. И па зашто тогаш Словенија не е тука? Нема да те разберат. Да, нема да разберат. Тие си се словенци, у Виена помалце австрици живеат отколку балканци. Али да, обожаваме магнети, така што ако некој некогаш сака да ни донесе магнет, скроз ќе биде добре дојден, освен ако магнетот е гаден. Значи, озбилно, не, најсериозно. Онака. Ние сме благодарни многу. Не, само нека не се надева дека ќе биде шоукесна тука. Да, може ќе биде у фиок. Види, значи, мајка ми еднаш ни донесе едно магнетче, значи со на најефтиното позади такво магнетче. Такво едно делфинче што не беше ни форма, Лепено, такво недолепено беше лепенка, да. такво. Така малце ја подупевме дека е најчип магнетот што евер сме го имале. Дури значи отиде во стварите кои што ни се предодредени за бувљак. Значи до таму стигна, до толку, значи апсолутно Не лошо. Дури сум дека оставивме за бувљак, да. Малце се спуштам некако. Потфаќаш. Не, ама ја замоливме и од тогаш стварно си има Стварно си има посветено и Претерано ни носи посветено. преубави магнети. Факат. И не штеди на магнети. Мислам, ние сега ти Шпагети, кажуваме на луѓето екзибитеј. по моторчево, нека моторчето, моторчиња беше. горното, камилата. Да. Стварно Да, се посветува, се дава. претерано. Стварно Видиш не дека разбра дека стварно ни се битни и значајни кажуваме магнети. на луѓе како ако ми носиш магнетче, земи убаво, ако е поскапо ќе ти го платам, што нормално никој никад не ми побарал пари, ама јас апсолутно ја давам таа опција како опција, како ако стварно ти се дава до 5 евра, магнетот е 15, јас ќе ти доплатам 10. Може да направиме и Ке доплатиш ли 10? без јас да знам, ти ќе доплатиш. Одлично. Нема врска, не сум више толку чипскейт и тоа ми е така една нова промена во животот. Не, I'm not what I used to be. You're not. Ама да, тука ни е зен. Моментално најмногу светлина добива. Стопивме Тоа бонсај. е, учиме Па како да бонсај го чуваме. викам. Па А бонсај бонсај е бамбус беше тој. О, Ма ги мешам бамбус и бонсај, кој обезбедување и Браќа се. осигурување. И двете доаѓаат од источна земјина топка. Одлично. Пред скоро, пошто јас под старата навика на какво ми беше претходното биро, и тука имав наредено милион работи, мислам ова сега што го гледаше стварно малку, симни се да гледаат. Не можам. Мислам, ја можам, ама не икам да го... Да, не. Вака го имаме тестирано, доволно ми е вака да го тестирам. Јас не се бунам, само сакам да напуштиш. Притискам за побрзо. Повели шоукейсни си шо Да, треба еде. тоа што ќе кажував е дека ова е расчистено. Јас имав пак купишта редици наредено наоколу, украси. Овие две полици ми беа наредени со 15.000 такви ситни декорации, геџети, глупости. И еден ден сватив дека само тоа што кажа и ти преска, дека премногу ми одвлекуваат внимание. И само расчистив, прибрав, средив. Тоа што е останато тековно овде од Шанков нешто за
подсредување, пошто секогаш ќе има нешто, треба да ја најдам конкретната кутија во шпајзот за да го приберам тоа. И општо дневници, тетрадки, планери што тековно ги користам ми се тука, а helpful, useful си ги имам и фиоките. Фиоките ми се наредени прекрасно, одвај чекам да ти ја покажам втора фиока каква е. Таа е главната. И до таму ќе влагаме, До втора фиока. Дип влагаме. Види, ова не ни може толку да го средиш затоа што пак влажни рамици Не, ти треба, ова, ти што ова. ти треба. Под влажните сетови добро, за да, средување. да. И ова може да е малце поуредно. Нема везе, може да е малце свегаш, костер, свекичка, нешто се наоѓа. Ти треба тековно. Меѓутоа, откако го направив поклин, многу по просторно се чувствувам. Добро, сега ги нема извушниците, реално тие зафаќа им поишен простор. Ама општо, јас растенијата и тетрадки. Hi-fi. И некад се тепаме со Иван кој да биде во оваа соба преку ден, пошто е стварно убаво. Пошто е стварно осветлена, студио е многу потемничко. И еден special note. Макни се, бре! Што? За мојот мауспад. Што мечно. Многу бев радосна кога стигна. Наутни го да, е. А толку го наутнав. Ја мислам дека тоа е најблагата бомбона што ти мечнува Благата Бога. мауспадот со ѕидов. Многу ми менуваше имам растенија тука, секад се изборам со нив. Страдивариус беше минатата година цела до мене. Тука е израсна средина. Израсна буквално. Дали ќе се деси нешто, одамна чекавме бубачка. Ајде, конечно повели кркај. Опа! Кркај! Кркај. Се надевам дека е доволно хранлива. Дека не е одамна цркната. Шо ќе и направиш уствари сега? Ништо толку Ништо се ќе затвора стои и си джвака унутра. Ако знаеш како се одржува вакво растение, please help. Ние го купивме и само почнува да вене. Толку многу. Фала. Јади. Читавме као онлайн како се одржува, како се чува, што треба да му се даде и пишуваше дека треба да се храни со живи инсекти. Кај да најдам живи инсекти, во која продавница Зима. влезам и да речам дај ми 100 грама живи муви. Во зима. Ама и во лето. Кај да најдам живи муви? Па, во лето сами ќе си влезат, кога отвориш прозор ќе влезат, кога сега нема. По цел ден би се отворени прозорите и не влагаат инсекти џабе. Еве затоа ставивме до Верче, што кај Верче некои ситни буби се собираат, такви мушички. Може ќе среди нешто. На здравје. Дур сме тука, мојата втора фиока да ти ја покажам. Имаш washi tapes, washi tapes, washi tapes. И купиш да стикери. Ке си речеш работам онлайн шоп, некој данком за продавање, креирање некои кјутни ствари, тоа е се само за мене, никаков шоп немам. Тоа е работиш на себе. Работам на себе, со сите шаренила. Така. Супер, ти е втора фиока. Фала. Може петата да ја видиме? Еве трета ќе ти ја покажам. Не, пета. Еве. Пета. Еве бе, добре. Па добре бе, шо? Супер, еве тука. Шаренила, имаме па тоа де за шаренилата е. Да. Да, стварно шо, пета, пенкала шаренила. Браво. Прва. Сакаш и другите? Да си почнала. Тука е мојата кунделини, фиока, книги со учебници со баба Вирса. И шеста е веќе свашта. Ова е новост. Шеста е се што не влегло во претходните 5. Да, бонус. Бонус. Ама многу ми е значајно ова катче, што знам дека можам да дојдам и да си седнам и да си креирам и да се препуштам на себе си и на шаренилото. А најсмешното е што јас сум левучар и сета оваа светлина ми доаѓа од лева страна и кога ја пишувам, јас си сенам. Јас имав запамтено, уште од основно, како Правило, да, дека светлината е најздраво да доаѓа од лева страна. И ја тоа го имав запамтено како закон и навистина училниците, најголемиот дел од училниците така ни беа градени. Од левата страна беа прозорите и ние седевме десно од прозорите. Дури recently уствари сфатив пред неколку години дека најверојатно тоа било заради тоа што најголемиот дел од луѓето се деснаци и за да им паѓа од лева страна светлината за да они пишуваат натака. Меѓутоа се само леваците обесправени, да, скроз треба да направат училници за леваци. Ама така и цел клас ке треба да биде Е левац. добро дека најдат. Има леваци умало. Реално мислам дека се почесто има леваци сега. Тоа е толку Ајде хормони, сите леваци хормонски, кренете десна рага. хормонски пореметувања почнуваат едно друго, тука зрачења, телефони. Is that goddamn phone?
Во забавиште имав извини. Уште пошто за леваци толку гасиме леваци, продолжуваме на Гешпајс. Ајде. Во забавиште, кога учевме страни лева десна, и ми вика, добро, ајде сега сите да ја кренете десната рака. И ја кренувам лево. Меѓу уште неколку други забавачиња. И ја кренувам лева. И ми вика, така, таа ти е десна. Дој се да си го напишеш името со таа рака. И ја си го напишав името, стварно на гомна изгледаше, ама си го напишав и Иван успеав. Реално 4 букви е лесно ти. И бяка, добро, окей. Ле, таа ти е десна. И од тогаш ти живееш мислејќи дека оваа ти е десна. Не, екшели, во однос на моите гени, јас сум пријатно изненаден колку секогаш знам која ми е лева, која ми е десна рака. Што значи тоа? Затоа што сестра ми и татко ми цел живот ги мешаат лева и десна. Така што сум среќен што немам таков глуп проблем. Имаме светла тука, сега не знам, да, моментално е дење. Дење. Со единствена мана што ова не може да биде во иста боја, пошто се заеба долното светло, ама ако. Но ми е јако како излегува светлото низ мрежава уствари. Да. И навечер многу ги хайлайтнува магнетите. Да. Во принцип светла, кај да стигнеме, секаде светла. Ако може да ги менуваат сите бои, уште боле. Иако може да имаат модови и многу работи што јас ги барам, ама некад се осеќам како да ги пребарувам стварите. Така што стварно сум задоволен од се што имаме направено, како колку и да некои работи не испаднале како што највеќе сме ги сакали и што гледаме дека има дупки заради столарите. Стварно е јако. Стварно прифаќам и стварно го сакам. Не ми смета, уживам. Не губи на вредност. Не губи. Апсолутно. Баш добива. Баш дава некое специјално значење, посебно значење има. Затоа што и тие дупкички што се дел се со приказна. Да. За приказната members only видео. Сепак. Знам. Приказна е. Дел од нашето искуство е тоа. Да. Сега време е да ве носам во мојот рај. Повелете во нашиот шпајс. Фала. Фала. Ова ни беше собата која што најдолго сме ја крејвале. Значи, од како се вселивме, стварно беше ова најсве гс преку глава и 5 години збориме да го направиме шпајзот. И ти текнува кога не ти дозволував да купуваш нови работи за укуина, додека не го направиме шпајзот. Знаеш дека тоа беше една од стварите што највеќе не мотивира да го направиме шпајзот? Иако измеѓу купите колку Да, ствари. знам се, мораше малце од малце да се задоволи. Компромис со од двете драгичката страни. малце да се земе, ама почна станува проблем. Да. Престана да купуваш само од зависност ствари за укуина и стварно почна да ни стануваат потребни работи за укуина. И кога почна да стануваат потребни, рековме fuck this shit, као не иде веќе вака, мора да си исполниме тоа што сме ветиле, дека ќе го исполниме за да може да продолжи да функционира куинава, што сирота куина патеше заради друга соба. Буквално. Не, ни куина. Патеше заради нас, не заради собата. Ако веќе земеме така. Да. Ама да, од се што поминавме во првото реновирање, само шпајзов го оставивме така. Буквално празна дупка. Па не беше ни дупка, само го нафрливме со милион работи. Немаше соба. Памтиш дека, да, имаше врата. И не се, Да. се затвараш, и не се гледаш. Аха, се затвараше, нека не се се ни ни затвараш. затвараш. Пошто технички во вертикала не ја користевме собава. Да. Само тука лупавме све и памтиш ли дека во неколку наврати ние правевме генералка на шпајзот, као чистевме, прередувавме фиоки, средував милион кеси со кеси. Со кеси, со кути плюс тука што све не, ама
Чабе, не изгледаш. Не беше толку хенди, пак висечиве ги користев за тегли, а сега ми е гледај шоукейсната све тука. Ајде да го видиме шоукейсот. Шпајзов и дојде како оддишка на кујната, пошто премногу од товарот што кујната го држеше и го носеше, успеав да го распоредам тука и да се искористи најпрактично и најправилно, I guess. Овој простор и да ми служи стварно како дополнителна кујна кај што можам на работите што помалку фреквентно ги користам да ми стојат тука. Па не би рекол дека само помалку фреквентно ги користиме како. Јас мислам дека баш сега откако го направивме шпајзов, баш често ја користиме собава. Сега е соба, Сега е не е соба. дупка. Не е дупка. Искрено? Омилена соба мислам дека ми е, као од секојаш, знаеш колку од секојаш сум сакал да доаѓам во шпајз. Нема и ваков шпајз бива, значи како ти кажам сите другарки ми доаѓаат, значи Ана Марија доаѓа и вика сакам да живеам во собава, сакам да седам и да работам во собава. И секој. Ја. И ја. Ако реков да помалку фреквентно, овој предел се користи по фреквентно, меѓутоа како се вика? Складиштето? Складиштето, да, нема Р. Складиштето е тоа што ми помага да ми е на дофат лесно во фиоки, а да не треба да ми натрупува таму. Успеав да ја прередам кујната и општо колку ствари чувавме од кујнски работи што не ми ни треба. Дел стварно само ги елиминиравме пошто настегано беше сега, само не знаев што све имам. Може го се вселувавме тоа мама не опреми за што све не. Со тек на време видовме ни се смени стилот на исхрана, на готвење, на ствари. Не беа наши ствари тоа. Да. Тоа беа ствари колку да Стартнеме. поминеме, да Да. почнеме од некаде. За да истражиме дали ги сакаме. Понатака ние си добивме свој јас, свој стил. Општо стил на јадење, стил на живот, стил на интериер. Да ги енако во шанкот ти беа малце како со светлата, види го цело, шо прави? Опа. Да го прави и ова малце. Оу, да, и ова се заеба. И ова се зезна малце. Yes. Но, тако, Витач! види, омбре. Значи витач, се и овие светлава, мислам, не овие, зашто не се гледаат. Тие светлата што ги хейтав по другите видеа и тие се исто така витач. Па црвената зеза. Да, Да, гледа, ја снимува. што испаѓа само дека витач се срање фирма за светла, затоа што и едните светла што ни се од витач и другите светла што ни се од витач се срање. Лесно се расипуваат, изгледа. Апарентли, Некој тие контакт оние не се ни лигуваат што да се сипуваат, само се ми ги немаат сите опции кои што би требало да ги имаат според нели апликацијата. Нема врска тоа, разборам по другите видеа, нема тука. Па да се жалам за сето тоа и да се вакви. Вакви. Ако Но затоа имаме backup light. Папау! на оваа врата што се отвара и се витка за да не зафаќа на вака многу простор, а да е доста дугачка. Може и да се отвори, мислам го ти треба. Па не знам зашто би ти требало. Не знам, за да извадиш нешто. Ако ќе смета Да, рачката. може да. Али да, Што компактно значи е. не, ова уште средено. Целосно. Два пати го имам прередувано, ама секад ќе се прередува. Ова тука го имам тестирано, оваа дупка, што моментално има претежно да торби за пазарење, кеси за поклони. Имам тестирано за плачење и многу е добра. Целосно се пикнеш тука у шкафов, да плачеш, многу добро се плаче тука. Ти ми затворено. Имаш затворено, фала ти. Имаш и отворено, си имам и отворено. Убаво е. Собира човек. Собира човек. Знаеш ли што не покажавме? Горниот дел од шанкот. Шанкот е повеќе од тоа. Не знам како да осветлам таму, ама ете. Не, па тамане е убаво е, горе е осветлено. Тоа е битно. Екстра. Белисите, Таму се- паувче, паувченца, куварите од баба Вера. И джерналите од баба. И джерналите. Она джерналала рецепти. Простор за украси ми, од другата страна се сите магнети, ми е само гениален екстра простор што го добив, а смете порано. Ова беше само просторчето светлина што влегуваше во кујна и тука имав таква болничка шибер врата. Значи уживам тука, уживам во овој простор. Технички кујнава не беше реновирана воопшто, ама доби многу со тоа што само се тргна вратава од тука и доби светлина. И мислам дека тоа игра многу голема улога во мојата желба за готвење. Што ми се створи желба за готвење затоа што многу ми беше гадно. Јас сум денски човек, углавном. Ја уважавам и ноќта, стварно е ноќта кул, ама јас сум ведар како денот. И ако го неам денот, ја неам таа ведрина во мене, а ја сакам. И Не сакаш да имаш темнина преку ден кога веќе секако е светло.
Навечер можеш да си ти у темното ги сакаш и овие Да, светла, обожавам. колоритни светла и Нормално. се, ама не кеш кога е ден да си затворен у темно. Да. Така што, да, многу отвор. Така, кујнава ја доби таа ведрина која што од секојаш сум ја сакал и заради тоа мислам дека ми се вроди конечно таа желба да готвам и да ми имам садови, да све, да бидам во кујна, да си ја чувствувам како мој простор, како дома. Затоа што јас како да не ја чувствував кујната како дома, не ми се допаѓаше, а е преубава кујна имаме. Преубава е. Не, тука врата, ама ако. Ке се намести. Епика се скрши и знаеш, треба да помине, да се осети малце вака слободно без врата. Си излуфтиран. Ова е технички тест за киќе. Тука не стојат благите. Ова е таква една кутија кај што стојат сите благи и ова е тест за киќе за која седи таму да ги гледа така отворени целосно и да тест само дали ќе падне во искушение. Беше предизвик. Да. Паѓав во искушение. Општо паѓав доста во искушение за бидување во кујна каде што е во близина толку храната. Доста често знаев да си грабнам само јадење и не беше баш фан експириенс. Сватив дека јас злоупотребувам мојата блискост со кујната. Но се поправивме. Си се поправила? Не така. Како што гледам. Успеав да го доведам под контрола и да се вратам на мерачко готвење и на креирање на нови рецепти. I love it. Уствари, кујната и дневната не ги реновиравме, а добија најмногу на некој начин. Да, добија Пожо. потребната свежина. Буквално. Како еден цел 5-step простор ми е. Почнува од терасата, пошто нели плафонот на терасата го боевме. Доаѓа промената навака, боите навлагаат во дневна, се освежи дневната, влегоа милион растенија, се прошири тука во офис, нели немање трапезарија веќе, не е бел празен ѕид или ѕид со табла, туку е магичен тапет и сето тоа како една приказна е споено. Си поминува низ кујната ти тука за готвење и пошто истиот тапет се спојува у шпајзот и сето е тука. And I love it. Ако. Обожавам да живеам тука. И ја ме огледала на секаде. Не може да престане да ме радува ова. Да. И останувши у студио да те однесам, само пред да те однесам у студио, да ја посведочиш оваа тревна идила. Порталот кон студиото. Порталот кон студиото. Кој што го правевме сами. Да бе, никневме тревата и одгледувавме. Го закачувавме сами. Пошто ова беше бело од секогаш, значи као шпајзот што никад не бил допрен и ова не беше никако допрено. Имав, да, ѕид, обичен ѕид. Имав милион идеи за како да го направам, да изгледа на нешто. Светлото не го земав. Не е битно. Гледаш, светло. Сакав да закачувам стварички, да цртам графити, не знам што. И посакав еднаш мов да залепам, ама ако стаев жив, мислам дека само ќе се зајавев, дека ќе мирисаше. Ке скапеше и венчели. Немаше да ќе опрскавме, ама мислам дека и венчели немаше да биде возможно и јеби ga. Едноставно некогаш. Да бе, дај мушички валјда ќе собираш исто така, тоа го дознавме. И кога ја најдовме оваа трева, ваква, не постоеше опција ова да се пропушти. Отидовме само по земја за цвеќиња, за растенија. Се вративме со 7 квадрата земја. Не квадрат. Но ден пред тоа седевме тука во ходников, се уште празен, без ништо вакво. Тој ден си имав дајано интеншн да работам на благослов на Ако. Не знам како точно се одвиваше тоа, како повеќе беше чувства, не беше нешто како јас да идам сега да го чатам со Темјан. Само му праќав некоја искрена молитва, као не со зборови, така, само повеќе со чувства, ама си го зададов као намера и наредниот ден само се појавивме, отидовме по земја и се вративме со ова и стварно си доби као некој completion целина на патот кон студио. Плюс free head масаж. Аха, да, пази, тamo има шејки, така што free head дупка. Не без значи на овие што си спакнативе, мислам, не дека не си брцнав у око едно вакво, дури местевме, ама нема врска. Од тогаш сме другари и ми дава free head масаж. И одиме кон студио. Одиме кон студио. Каде што на самиот влез. Тоа беше стварта за која што бев највише хајпнат за студио, and it's real. И овакво несовршено, таму е поголемо, таму е помало, меѓутоа е homemade,
ако е такво. Баш е убаво што е такво. И зашто е толку особено Awesome Светлово е затоа што Марио ми конфигурираше апликација. Можам какви сакам да ги направам, со тоа што има милион веќе готови присети, од кои што можеме да тргнам и можеме да си сменам што и да сакам. Буквално тоа што го одбрав ништо не прави. Али, да. Што да одберам? Сите. Сите едно по едно Па да ги не видам. колку барам да видам, ја не ги знам сите, јас и немам. поиграм со Лейк. сите. Еве, ова е лейк, само што јас би му сменил боја на лейк. Да, као Уу, тиркис. По лейки. Како што е лейк? Као лейкерс, чеј, као лейкерс ќе го направам. Два. Еве го. Лейк како лейкерс. Аурора. Можам брзина да му менјам. Ова е јачина валјда, колку јако да свети. BPM, ова мислам дека е јако. Ја. Валјда периодов ова ми е омилено, пошто е кендал. Валјда сум доста мирен само периодов и само сакам нешто што ќе ми биде така, што ќе ми тлее. Да, во зависност од мудот можам било што да правам. Сега што ти да одбереш нека? Чеки сега DJ Light. DJ Light. Фери, ова го сакам. Фери Twinkle. Ништо не се смени. Сакам боја да смени. Fireworks. Види, испушта огнеметчиња. Пуцкета. Жонглираат. Инаку е направено, може да е доста обвиес, ама у случај да сакаш да знаеш, позади имам ставено огледало и ова напред е обично стакло на кое што му залепив онаква огледало фолија само, од една страна што го прави огледало. Така што само се огледува од една на друга страна и заради тоа вака испаѓа како Длабочен. дупка. Е доста thoughtful ствар. Јас сум многу прауд на ова. Ова последно стигна во студио, имаше толку натегање дур се заврши, као толку Да. чекање на работи, а толку со мерак го правеше и тек Да. тогаш студиово стана комплетно. Па да, тоа беше последната ствар што ја чекав. Висеше кабел. Јас многу ти се восхитувам на исполнителноста и желбата да го завршиш. Да, морав да имам ваков артпис у студио. Не си дозволував без ова. И студиото кое што, чекај, дај светлото. Да. Види какви се back-to-back столиците. Не знам дали има потреба тука од две столици уопште, ама ете. Остана. Има две столици. Да, имам студио и сум среќен за тоа и во овој цел период додека да го снимам нели ова видео, јас нормално си го користев студиово. Успеав меѓувреме да ми се расипе звучната, да имам 300 проблеми, да приметам што сум направил добро, што не сум направил добро, али ипак ми е прво студио. Мислам, да, сум правил други студија по други домови, кои што, да, били тоа мои студија, ама никад не било мое. И конечно за прв пат у животов направив свое студио и сега знам повеќе за студио. Знам повеќе за изолација, знам повеќе за бас трапови, знам ствари. И знам дека не е идеално у стан да се прави студио, меѓутоа што и да беше ситуацијата, јас тука живеам и јас имам потреба од тоа дома да имам било какво студио. Нешто што ќе ми биде задоволително, доволно за да имам каде да творам. Да можам да правам музика и да биде тоа со некој окей квалитет, као и тие демоа да ми звучат на нешто, да не бидат само така, затоа што претходно сум имал тука демоа, сум снимал и не звучеле на ништо. Не е дека јас сум немал некоја изолација, што знаеш, не е секад само до колку е технички useful, многу игра улога и каква енергија се шири, колку е средено, затоа што тука позади имаше кути, рандом, тоа беше расфрлано, ранци, све имаше тука. Не дека таа енергија беше стриктно лоша, само што не беше таа насоката во која што јас сакав да се насочам со мојата уметност. Сакав многу друга насока да завземам и само не ми одговараше, не ми парираше начинот на кој што е уредена собата со насоката каде што сакам да се насочам. Така што во овие неколку месеци направив многу душевни песни у собава, на кои што сум многу горд и едва и чекам да целото тоа да се испродуцира на еден левел кој што ќе биде достоен за да можам да го дам на светот, да осети светот што се креирало у собава. Така што сум многу благодарен и имавме со Кике еден малце безвезен конфликт во врска со собава, тоа што откако нели све реновиравме и се вселивме во новореновираниот дом, секогаш собава беше условувана како моја. Као тоа да е нејзина соба, ова да е моја соба. И викам као, не е ова моја соба.
не, наша е као што ако е музичко студио и јас повеќе работам со музика, као прво не е ни само музичко студио. Поише видеа имам направено од колку што песни имам направено. Така што требаше да помине еден добар период да почне и Кике да ја осеќа као нејзина соба. Да, пошто на старт сепак го сакав тој момент на ја да си имам свое катче и ти да си имаш свое катче, као само ново и преубаво ми беше во офис, што најмногу сакав да си седам таму. Не му дадов доволно љубов на студиото одно. Можеби така, пошто уште 5 години спомени ме влече од собата. Се расплакуваш, ти го гледаш кауч, тука беше моето биро. Само валјда I needed a break from the room. Лека по полека почнав да и се враќам и на оваа соба. И да си доаѓам и ја да седам нека тука и да го користам и компјутерот и шо све на. Као само да се сменуваме со соби. Или ти да работиш, ја си седам на кауч. I'm doing my thing, you doing your thing. Готово гасиш? Не, мењам, си поигрувам. Ма многу сум горда на се што направивме. Апсолутно. Со љубов го правевме. С трпение, многу трпение. Многу трпение, тоа највеќе ни требаше. Ама ако? Ако. И главниот чувар на собава, Фауст. Таа за расцветан. И он се стегаше, и он не можеше да се опушти у собава. Не можеше да се опушти. Не Он и можеше подолго да се од мене. навикне. Да, не можеше да се навикне. Ама и местото не можевме да му го најдеме. Цело време го шетавме од едно на друго, на трето, па тука, па таму, па онде. Греото ите, сега вака. Еве го, сега се стационираше и сега е цврст. Почна да се осеќа у собава. Почна да се осеќа дека е Кој дел ќе од живее. собава. Да, Тоа е. Фаќа, тоа е, не ми дава, друго се бунев, јеби ga. Сакам. Те сакам и јас тебе. Го сакаме ако. Го сакам јако. Фала ти што беше дел од цел процес, што го следеше цел процес, ако не го имаш проследено цел процес, можеш да ги видиш и останатите видеа од целиот процес, што јас стварно не очекував дека толку долго ќе биде, ама секогаш све ми испаѓа многу подолго од тоа што очекувам, така што испаѓа дека очекувам да ми биде повеќе од тоа што очекувам за све. А еден предлог. Да не очекуваш. Да, тоа е најпаметно. Може. Тоа е најпаметно секогаш. Само прифаќање. Дека се ќе биде кој што треба да биде. И стварно е. Се е Стварно кој е што ако. треба да е. Стварно е јако. Затоа и решивме да го крстиме домов ако. Пошто стварно е дозволено да биде каков што сака да е, дозволено ни е на нас да бидеме какви што вистински сме и сакаме да бидеме во него и дозволено е секој што влегува во нашиот ако Да си дозволи. да си дозволи. Да Да биде биде. тоа што е. Овој обичај на крстување на предметите, кога се стварно мртва природа, сепак ни се покажува као многу добар, затоа што за нијанса повеќе ги сакаме, им даваме поголемо значење, ги вреднуваме многу повеќе кога имаат име. Така што не се заџаве имињата и некако ако немаше добиено име многу долго време, затоа што не сакаме само така да се расфрламе со имиња, као се што има име му е дојдено, дадено од душа му е името, не му е само така као сега тоа е, као се осетило. И долго време не можевме да го осетиме домов како му е името и дури кога го осетивме пред некој месец-два, дури тогаш го доби името, затоа што стварно успеавме да заживееме во него, да се осетиме ние во него, да му осетиме енергијата што он ни ја дава, што ни просторот што ни го нуди, ни го отвара за безбедно да живееме у него, за слободно да живееме у него, да се осеќаме слободни. Тоа што бев сигурен, најверојатно дека го сакам, дека сакам да биде некое неутрално име, затоа што стварно не можев да го осетам као и дали е машко, дали е женско, пошто нема машка, нема женска енергија, затоа што е многу добро избалансирана таа енергија и на Киќе само и дојде така, додека се огалеше вика. Домов се вика ако. Као совршено. Пред тоа имав некое име као што го замислив, ама само го замислив. Као не го почувствував. Као не сакав ни да го кажам на Киќе, затоа што Да, отпосле ми го кажа. да, отпосле дури ти го кажам, пошто не ќев да поведам некаде, што беше машко име. Не знам као заборив Сантијаго или нешто такво безвезно. Нешто такво римско-императорско беше. Да, нешто римско императорско. Кој факултетот Јустинијан. Јустинијан, демек тука се дели Нема правдата, шанс. нешто таму глупости знаев, некој рационално пробував да му најдам значење, ама знаев дека го смислив, не го осетив и заради тоа реков као не може да е тоа. Таа насока си почнал да видиш дали нешто ќе ти помогне да осетиш, јас само.
Дадов. Да, и стварно Дојде. го сетивме, кога го спомна, го сетивме, така што си го сакаме ако, многу сме благодарни што не чува, не трпи, какви што сме, што трпи све што... се радува. Се радува, Се знам. радува. Ама многу има претрпено, доста. Што верувам дека и секој дом има многу претрпено. Ама е многу благодарен што му освеживме вака енергијата. Фала ти. Ако, те сакаме.